Добар ден, почитувани, ова е почетокот на уште една нова телма амбуланта. Здравите заби треба да ни бидат приоритет и да ни служат долги години. Сепак, и естетиката е важен фактор во градењето на самодовербата. Едно од желбите на повеќето луѓе е да имаат убава, бела и блескава насмевка. Што доведува до промена на бојата на забите и има ли трајно решение за побелување на жолтите или пак сиви заби? Дали со современите техники на избелување на забите можеме да ја добиеме посакуваната холивудска насмевка? Разговараме со доктор Ана Бундалевска-Александровска, специјалист по стоматолошка протетика. Разговорот започува веднаш по рекламите. Сите сакаме да имаме убава, бела, блескава насмевка, холивудска. Но дали е тоа секогаш возможно? Ќе прашаме денешната гостинка, доктор Ана Бундалевска-Александровска, специјалист по стоматолошка протетика од специјалистичката стоматолошка ординација Вега за вашата насмевка. Па токму денески за насмевките со вас, доктор, ќе разговараме. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Добре најдов, ви благодарам за поканата. Секогаш е задоволство да ве гледа човек. Значи ви ги сакам вашите емисии. Ги следам од сите области и задоволство ми е да сум гостин. Задоволството е и од моја страна што сте вие тука, докторке. Забите знаеме дека се бели, но нивната боја може да варира. Жолта, сива, кафеавкаста, нијансите може да бидат различни. И сега, дали ние се раѓаме со одредена боја на забите, односно дали тоа е генетски предиспозирано, исто како што е генетски одредена бојата на очите? Така е, да. Бојата со која што се раѓаме е генетски предодредена и тоа е нашата основна нијанса со која што стартуваме во функција. Меѓутоа, откако забите ќе никнат во устната празнина, веќе се изложени на многу влијанија, и надворешни и внатрешни влијанија, и сите тие може да влијат на нивната боја понатака како ќе се менува. Значи, со добра хигиена, доколку нема заболување на забниот корен, доколку нема како порано што се прима нели тетрациклините редовно, ние тоа не се сеќаваме, го кажувам нели. Меѓутоа во 60-тите при крајот на 60-тите веќе се укина нивната употреба затоа што се утврди дека доколку се користат во детска возраст даваат трајни пребојувања на забите кои што варираат од лесно пожолтена сивкаста до темно сиво кафеава боја. И таа за жал не може, до сега нема научен податок како можеме да избелиме тетрациклински заби. Значи тоа е еден голем предизвик и голема потешкотија која ќе ви се обрати пациент со вакво пребојување на забите тетрациклинско. Доколку тие се појават се препознава вака кога ќе погледнете пациент дали пребојувањето од тој антибиотик? Ако ја препознаеме и возраста и го видиме пребојувањето, точно знаеме за што се работи. Сме имале обиди во нашата пракса да ги употребиме најдоверливите, најсигурните средства за избелување, со многу упорна работа, мислам и нивна употреба домашна, за домашно избелување, може да се подобри малку нијансата, меѓутоа таа слоевитост и како некои линии на различни бои останува за секогаш, за жал. А каква е бојата на забите на овие простори? Точно, значи имаме ли бели заби тука? Да, имаме и тоа има некоја ние за да перцепцијата за бело, значи знаеме дека бојата многу варира во зависност од светлината, оцјајот и тоа е повеќе илузија, нели, перцепција е субјективна и им постојат начини да го објективизираме тоа. Значи многу ни е важно да одредиме точно и затоа во нашата струка постојат клучеви за бои. Тоа се како палета на бои, како за косата кога се фарба, нели имаме палети на бои со праменчиња. Така и овие се некој ориентир според кој што ние ја одредуваме бојата во која нијанса се движи. Така бираме бои за реставрација, меѓутоа така одредуваме боја и каква е почетната нијанса на забите кај некој пациент. Оно што викам илузија, одвоив една слика која што сега не можеме конкретно да ја нарачаме, меѓутоа кога ќе ја видиме, ќе ја споменам. Една моја пациентка која што е од црната раса или браун, како што ја викаат, нели, од Средна Америка. Таа која ќе се насмее има екстремно бели заби. Меѓутоа кога ќе измериме по клучот,
таа е некаде А3, што ние сметаме веќе за нека жолтеникава. Значи, Што значи тенот има илузијата улога. дека Така е. тенот е темен кај луѓето од црната раса, забите не им се Сутрата толку бели, впечаток, дека меѓутоа имаат впечатокот е дека тие имаат снежно бели бели заби. заби. Во нашата популација е некоја средна, да кажам, боја А2, еве го клучот за бои. Значи А2 е бојата која што е лесно жолтеникава, меѓутоа спаѓа во светли бои. Она што се понатака животни навики, тоа влијае многу на Ајде да проговориме за животните навики, што ја менуваат бојата на забите. Значи, што тоа ние пушењето- правиме во секојдневниот живот? Еве, значи, Пушењето е број еден фактор, значи пушењето има неверојатно лоши ефекти врз здравието на потпорните ткива на забите, значи и на пародонтот и она кое што понатака следи со трајно расклатување и губење на забите, меѓутоа зборуваме за бојата. Бојата најпрво од пушењето станува трајно жолтеникава. Оние лесни наслаги што исто така од кафе се надодаваат, може да се отстранат, меѓутоа со многу пиење кафе знае и бојата на забите сериозно да се промени. Чајот? Црниот чај исто така. Да, црниот чај. За другите чаеви и не баш не сум сретнала баш билните чаеви, нели, планински или нан или така, не. Меѓутоа црниот чај ги пребојува. Исто така примање на некои препарати на база на железо, кои што се во форма на сируп или такви некои ампули кои што мора да поминат низ устата во течна форма, не се во капсула. Исто така знаат да ги пребојат забите. Црното вино? Проблеме? Црното вино не сум сретнала да речеме да ги пребојува трајно. Обично црното вино ги пребојува наслагите на недобро исчетканите заби, што е па многу честа ситуација во нашата популација. Значи, нашиот константен на целиот наш тим, нашиот константен напор е да сите редовни пациенти кои што доаѓаат кај нас неуморно се обучуваат како да четкаат подобро. И постојат индивидуализирани инструкции како не може да бидат за сите исти. Точно четкањето е нели важно за да имаме чисти, здрави и бели заби. Меѓутоа, кај некои луѓе инсистираме да преминат на понови варијанти на сонични четки. Едноставно со рачно механичко четкање не доисчеткуваат се. Тие наслаги понатака предизвикуваат воспаление на непцата, на меките ткива, тоа се шири на коската и предизвикува тој тип на проблеми. Доколку се популираат бактерии кои што го напаѓаат забот пак, ќе настанат кариеси и ние константно поправаме заби. Значи, наша интенција е нашите пациенти да кога ќе дојдат и кога ние добро ќе ги обучиме да они одржуваат правилна орална хигиена. Они станат само редовни пациенти со кои што на 6 месеци ќе чистиме заби. Забен камен, и ќе полирате. Да, тоа се вика чистење забен камен во нашата земја тука, меѓутоа во светот е терапија на пародонтално одржување. Тоа е нешто што го правиме како одржување. Не треба да чекаме само естетски. Да, не треба да чекаме ние забен камен да наложиме, па забниот камен да се чисти. Ние треба пред тоа да видиме каква е хигиената на пациентот, дали имаме многу плак под непцата, над непцата, ние имаме параметри, индекси спрема кои што тоа го одредуваме, го бележиме и нема тука дилема дали ќе имаме трајно здрави заби. Значи, стотици пациенти поминале кои што ако ги следат инструкциите завршуваат со здрави заби. Тоа е нашата премиса во целокупното работење, без разлика дали се работи за младо тинејџер на пример, кој што има млади трајни заби или доаѓа човек со комплексни проблеми во устата. После санирањето мора да се заврти кругот на хигиената, негата и одржувањето за да имаме трајни резултати. Докторке, со отстранувањето на забниот камен и со полирањето на забите, може ли да се отстранат ојувањата од кафе, чај, цигари и слично? Да. Значи, оние што се надворешни обојувања на забот, се што е надворешна наслага, која што попримила жолтило од овие пигменти од кафе, чај, вино и слично, куркума, например, што е исто популарно за употреба, тие се отстрануваат. Меѓутоа, оние кои што се веќе интегрирани во забната маса,
од долга употреба, како што кажав, долга интензивна употреба на тутун или кафе, тие мора да се отстранат да се третираат на друг начин, да, со средства за избелување. Дали стоматолошките интервенции може да доведат до промена на боја на забот? Например, ако се отстрани забниот корен, ќе посиви ли забот? Да. Ние ги делиме, значи, сите пребојувања ги делиме на пребојувања од интринзични и надворешни фактори, внатрешни и надворешни фактори. Внатрешни фактори би биле оние кои што настануваат после примена на антибиотици, кои што, нели рековме сега, веќе не се случуваат. Новата генерација антибиотици, да расчистиме, тоа не го прави? Не го прават другите типови на антибиотици. Само тетрациклините се уште во употреба во медицината, меѓутоа во детска возраст не се применува. Понатака постојат исто во внатрешни ги сметаме и факторите кои што настануваат после некроза, изумирање или третирање на забниот нерв. Доколку има потешка патологија на нервот, значи подолготрајна инфекција, одложување на одење на забар и слично, знае да настане потемнување, затоа што сите хемиски промени што се случуваат при распаѓање на едно живо ткиво, а тоа е внатрешноста на забот, се интегрираат во тие микротубулчиња. Забот не е како мермер компактен и да нема никаква дзирка ни продзирка. Тој внатре има микроструктура на микроканалчиња низ кои што може да влезат тие пигменти од распадот на забната пулпа. Исто се случува и доколку постои големо крварење, например, при овој третман, меѓутоа со денешните протоколи за третман на забни корени, многу е ограничен бројот на пребојување на забите. Не викам дека е невозможен, се случува се уште, меѓутоа е многу ограничен затоа што и средствата со кои што се третира забот во текот на терапијата на таа инфекција имаат избелувачки ефекти, слободен кислородни иони кои што прават избелување. Така да други внатрешни фактори мислам дека се тие од прилика. Надворешните веќе ги Надворешните ги кажавме. А кажете ми, со самата возраст, ќе се променили бојата на забот, дали годините влијаат врз тоа? За жал, да. Бидејќи забите кај повеќето почнуваат да се оштетуваат со текот на годините. Значи, кожата, да речеме, кај бебенце и кај возрастен човек, особено кожата која што е најмногу изложена на надворешни механички дејства, доколку е нели кај работници еве на нива или слично, кожата е најизабена, така изложена на многу влијанија. А кај дечиња мали е нежна и мека. Така и забите кога ќе никнат се убави со изразен релјеф со една боја, меѓутоа се изложени на многу механички влијанија. Едно е возраста, што е точно, се менува и пожолтува, и второ е стегањето и шкрипењето, на забите. Кој што во исто време абати ја трошат површината, наместо релјеф настанува порамна, а прави и микропукнатини во глеќите кои што примаат дополнително пигменти и пожолтуваат. Тоа е тој аспект што го збориме околу бојата. Меѓутоа, тоа е толку комплексна и широка тема, стегање и шкрипење со забите, тоа отвара еден цел нов облак на прашање околу функционалноста на забите и зглобот кај тие пациенти што тоа е потребно за една цела емисија. За да се обнови глеќта, обично се советува да се користат пасти за заби со флуор. Така. Но можеме да прочитаме дека и флуорот може да го обои забот. Има ли вистина во тоа? Точно. Меѓутоа, првата реченица во мојот учебник по фармакологија, значи за лековите кога учевме на факултет, првата реченица што беше после насловот гласеше разликата помеѓу лекот и отровот е само во дозата. Така да не можеме така многу има заговорнички теории околу флуорот. Флуорот дефинитивно направил многу корист во историјата на негата на забите и се уште сите научни истражувања покажуваат дека доколку се користи со надворешна примена, не како порано што се сугерираше со системско преку таблетчиња и така, во некои земји се флуоризира и водата, немаме доволна контрола на внесот така.
Значи 1 милиграм Може се дневно претера. е тој кој што треба да се приме, меѓутоа како знаеме дека тој човек ќе пие точно толку вода, доколку купил и флаширана вода и таа е флуоризирана, некој од нив. И во некои региони, например кај нас во Кумановско, природно водата има многу флуор, па гледаме дека кај тие луѓе ги гледаме тие состојби на пребојување на забите со флуор и ги викаме флуорози. Како изгледаат? Тие се од жолтеникаво до кафеавкасто, пребојување, дури некогаш и на глеќите има како мали дефекти, така што тие имаат екстремно здрави заби, меѓутоа се пребоени. Значи тие глеќите е отпорна на кариес, меѓутоа е пребоена. Значи естетскиот тука ефект, момент е всушност проблематичен. Многу луѓе кои што имаат пребојување на забите во домашни услови се обидуваат да ги извелат и користат некои природни средства. Да речеме сода бикарбона со лимон, јагода, ќе спасираат, па ќе додадат сол и потоа таа смеса ќе ја нанесат на устата. Кокосово масло, интересно што најдов е дека дури куркума користат за побелување на забите, иако првиот впечаток е дека може да ги пожолти или да ја промени бојата. Разговор малце ги разгледав сите овие да кажам начини на кои што луѓето дома избелуваат. За јагода прв пат слушнав и немам податок. Не знам како делува, на кој принцип и која е хемиската супстанца која што избелува. Куркумата исто така нема, баш проверив, нема научни сознанија дека има ефект, меѓутоа куркумата има многу јако антиинфламаторно дејство, исто како и кокосовото масло. И многу добро влијае на забните венци, како ги викаат гингивите, непцата. Така што масирањето веројатно допринесува да имаме малце помирна состојба. Меѓутоа за белење не. Сода бикарбона да може и кога некои многу млади деца пред 18 години да наполнат и се обидуваат со тоа, јас го одобрувам, затоа што нема штета? Доказ дека има штета. Меѓутоа, едно време излезе многу популарно избелување со црн јаглен. Па пасти со црн јаглен, па четки со црн јаглен, меѓутоа тоа многу брзо... Тоа е активен јаглен што се зема всушност за стомачни тегоби, па ќе го ќе го изренда. Ќе го изрендаат и на четката. Ќе го издробат, да. Четкаат заби. И веле дека многу ефикасно. Тоа отстранува и прави скречинг, баш како загребување на глеќта. Значи го штетува забот, всушност. Да, го штетува забот. И тоа е веќе востановена, да кажам, научен став, дека е штетно за забите. Така да јаглен да не се употребува. Значи јаглен никако во за домашна употреба за избелување на забите конкретно. Сега има многу и препарати, различни средства за избелување на забите. Има пасти за заби на кои што е наведено дека имаат таков ефект. Да. Има бенефит од нив. Колку нијанси побели заби може да се добијат на таков начин? Знаете како постојат неколку нивоа на избелување. Првото и најсилното е ординацијско избелување. Ќе стигнеме до таму. Ама јас па сакам наназад да се вратам. Затоа што со него добиваме инстант неколку нијанси избелување со јака концентрација на водороден или карбамиден пероксид. Следното е да се прави со помала концентрација, меѓутоа во повеќе фази во домашни услови. Тоа може... Но со водороден пероксид сега видите? Исто така. Тоа е хидроген? Хидроген. 16%. Значи не 3%, туку 16%. 3% е за дезинфекција само. Во домашни услови може тоа да се прави? Може да се прави, постојат специјализирани гелови кои што се со стабилизиран практично водороден пероксид, како во форма на карбамиден пероксид, во гелови кои што нема да се разлие во цела уста, се прават индивидуални носачи, како подлоги, како ги викате. Земате оттисок најнапред за да направите така и ги нарачуваме со преса, се прават од тенок силикон, на кои што стојат резервоарчиња на предната страна од забите и во тие резервоарчиња се става колку 1 кубен милиметар од гелот. Тој не може да се разлее. Тоа не е да се значи тоа што најмногу ги интересира сите луѓе кои ќе почнат да се распрашуваат за избелување, дали е штетно. Секогаш кога користиме проверен препарат, а ние користиме препарати кои што се
одобрени од Американската дентална асоциација, што значи има многу строги критериуми за да добие печат на одобрување од таа асоциација, некој препарат. И, значи, тие препарати се штетни доколку се проголтаат. Затоа што настануваат други хемиски реакции кои што не се подобни за желудникот и така натаму. Не се добри доколку во наординацијското белење, на пример, кое што и до 32%, 32 до 40%, тоа е да се допреш останува бела спржена регија. Затоа треба да се прави во ординацијски услови под надзор на доктор и така натака. Строго со пластична маса заштитени непцата, значи само точкасто се става, не точкасто, меѓутоа се покрива само запната субстанца и во тој случај нема штетен ефект. Меѓутоа, оние средства што се додаваат во забите пастите за домашна употреба се многу мали количини. Значи, тоа е добро за одржување на... Откако ќе се направи ваков третман, потоа да се одржува... Само да се одржува забот дома со таква паста, меѓутоа тоа е многу. Треба многу години да користите за да добиете една нијанса избелување, на пример. Доктор, ке оние некои сијалици со сина светлина што се употребуваат за избелување на забите. Може, значи тоа е тоа што го викаат ласерско избелување. Тоа е ласерското. Тоа не е ласер, е плава светлина. Меѓутоа, постоја различни теории околу тоа, дека колку го забрзува. Првичната теорија беше дека го забрзува дејството на гелот за избелување, па сите ние имавме и во ординациите лампи кои што ги монтиравме да светат точно специјализирани за белење. Меѓутоа се испостави дека тие повеќе прават дехидратација на забниот дентин. Значи, структурата на забот е таква да имаме од надвор се она што го гледаме е глеќ и тој или е мајл, така се вика, и тој е непробоен. Условно кажано непробоен. Под него се наоѓа дентин кој што е жива органска маса. Таа маса има своја влажност, значи своја исхрана од пулпата, од нервот, од каде што добива преку крвните садови исхрана, и кога многу долго време некој седи со отворена уста при белење и при тоа се аплицира светлина, настанува дехидратација. Првичниот ефект од избелувањето е многу голем и после 24 часа опаѓа затоа што настанува рехидратација на забот. Да. Така што тие се во голема мерка исфрлени. За овие што се користат се многу слаби, значи што се продаваат комерцијално, и немам вака податок колкав ефект на избелување дават. Постигнува. А со ласер? Тоа е истото, истиот ефект, да. Истиот ефект со топлината и светлината дека прави акцелерација на дејството на карбамидниот пероксид, меѓутоа го добива истиот ефект на дехидратација. Докторке, по избелувањето на забите во стоматолошка ординација, значи по професионалното побелување на заби, некои лица чувствуваат дека забите им се сензитивни, почувствителни на топла храна, на ладна храна, кога ќе ги притиснат, чувствуваат и некоја непријатност. Тоа се случува најчесто кај луѓе кои што заради шкрипење или стегање имаат изедено дел од забната маса, или пак имаат природно тенок емајл. Меѓутоа, таа сензитивност поминува, таа исто резултат на дехидратацијата. Така што после 24 часа поминува. Најчесто немаат потреба, таа болка не е до степен да треба да се напие аналгетик, меѓутоа се сензитивни вака да земеш воздух, на земање воздух дури се некогаш осетливи. Колку често треба да се прави ваков третман, односно дали е долготрајно побелувањето на забите? Ќе се врати ли нивната боја? Да, по известно време? Јас, значи, пред секој третман за белење разговарам темелно на секој кандидат кој што е за белење, дека тоа е нешто што треба да го примат како обврска, како бојадисување на косата, например. Значи не може. Значи не еднаш за секогаш. Не еднаш за секогаш. За жал нема трајно белење и тоа е факт, не е нешто кое што јас мислам вака, некој мисли поинаку, тоа е така.
Значи забите после тоа си ја враќаат природната боја. За колку време ќе ја вратат И природната тоа е боја? индивидуално. Значи зависи од хигиенските навики, од животните навики, луѓе што пушат и послабо читкаат, многу побрзо им се враќа. Во принцип, избелувањето е многу по-добро кај луѓе кои што се помлади отколку што кога се постари. Зборам за ординацијското белење. Подобро избелуваат заби кои што имаат жолтеникави нијанси, отколку заби кои што имаат сивкасти нијанси. Едноставно по-лесно доаѓа до бел ефект. После ординацијското белење, во принцип, после месец дена од прилика, се препорачува да се продолжи со одржување на белењето во домашни услови. Затоа што силното, јакото ординацијско белење не се препорачува да се прави почесто од еднаш на 2 години. Само еднаш на 2 години? Да, што значи, измеѓу тие 2 години, одржувањето е во домашни врска услови на пациентот сам за себе. И што тоа значи? Со Тоа какво значи, темпо? Тоа значи, овие лажици што ги спомнавме, што се прават индивидуално врз база на отпечаток, да се употребуваат еднаш во месецот од прилика, зависно од јачината на гелот, од 15 минути до 2 до 3 часа. Меѓутоа, јас никогаш не препорачувам спиење со геловите, затоа што тогаш може да се случи несвесно вадење на лажицата, проголтување на гелот и така натака. Значи, некои од нив ги викаат overnight, за преку ноќ да си ги носиш и да имаш супер ефект. Јас не го препорачувам од овие причини, затоа што може да се случи проголтување. Значи, холивудската насмевка бара навистина голема посветеност и уборност, но не секогаш ќе се постигне и посакуваниот резултат. Има ли нереални очекувања? Да барат снежно бели заби, да постигнат таков ефект? Процес е тоа, да ви кажам искрено, зависи од стартната позиција со која што тргнуваме. Значи, снежно бели заби се постигнуваат. Познавам пациенти кои што доаѓаат и кои што се толку упорни во домашното белење, значи тоа им е во навика, во рутина влезено, тие имаат скоро колку вашата кошула заби. Меѓутоа, тие се ретки луѓе кои што се толку посветени. Се случува и обратно, да речеме да влезат со толку голем ентузијазам во избелувањето, па да ние правиме, например, 2 или 3 коронки во предната регија, и сега советот е обично избелуваме, добиваме нијанса, па ги правиме коронките спрема таа нијанса. Така. Добро и јасно се гледаме очи во очи дека природните заби ќе продолжат да потемнуваат. Порцеланските заби ќе останат какви што сме ги направиле. Некои пациенти едноставно после година-две го губат тој ентузијазам и не е пријатно да ги видиш дека се пола бели, пола жолти. Да, кога двои. Да. Тоа е стварно, треба секој да го свати како своја обврска. Ќе ги вклучиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Денес имаме интересна тема, нешто кон што сите тежнееме, да имаме убава, бела и блескава насмевка. Во првиот дел од емисијата ги опфативме оние третмани со кои што може природните заби да постигнат посветла, побела нијанса, но не сите се задоволни од резултатот, докторке. Никој на вистина не може да нивната природна боја на забот не може да биде побелена до посакуваната нијанса. Со професионално белење кое што е безбедно, постојано сме ние изложени на секакви реклами, добивате блич нијанса, најбела, тоа е како баш како што кажав, како зид боја, со безбедните средства кои што ги користиме, реално не сме добиле таква боја. Во клучот за бои кој што го спомнав на почеток, на кој што се наоѓаат палета од сите бои на заби, постои еден додаток кој што се вика бели нијанси. И тие се постигнуваат само на вештачки начин. Значи не може со избелување, не може со четкање. Тие се нијанси кои што некој ако исклучително сака такви заби, има други методи. Сега ќе преминеме на тие методи. Какви се тие методи за да постигнеме холивудска насмевка? Така, значи постојат, како што знаеме, постојат тие тенки луспи од порцелан, со кои што може да се во моментов гледаме нешто слично. Значи, рековте порцелански лушпи, фасети. Или лушпи, или винири, или тие се обично или фасети. Тие се називите на порцеланските лушпи. Тоа се нанесува на природниот зоб. Тоа се многу тенки лушпи, имаме една слика и донесов.
кое што се нанесува само на предната површина на забите. Услов е да се, еве ги колку се тенки, значи на едната страна 0,2 до 0,3 мм дебелина. Така. Постојат услови за нивно поставување. Значи, може да се постават без воопшто состружување на забите, доколку имаме за тоа услови. Може да се постигне со минимално одземање на забна маса, па пациентите во меѓувреме и слободно се шетаат без никој да забележи дека нешто се случува. А во некои случаи мораме да направиме малце поголемо состружување, меѓутоа планирањето е клучно и визијата на стоматологот заедно со пациентот и неговите очекувања да се усогласат и сето тоа добро да се искомуницира со еден добар, врвен мастер техничар кој што има поминато добри обуки и едукации за да постигне сосема природен изглед на забите. Но сам баш понесов некои слики, ова во случајов е една од индикациите за порцелански фасети пред и потоа, кога имаме многу големи и оштетени пломби. И тие постојано потемнуваат по ивиците и се познаваат и се ронат. Во други случаи се мали искривувања, ротации или празни простори меѓу забите. Во принцип, кога постојат поголеми искривувања, препорачуваме најпрво да се исправат забите, па повторно понатака со минимална инвазивност, тоа е главната премиса во денешно време. Колку што е можно без оштетување на забна маса, ние да го подобриме изгледот. Со отстранување на глеќта на површинскиот слој, на некаков начин се оштетува ли забот? Се оштетува реално, меѓутоа, затоа изборам. Треба забите прво да се наредат. Добра. И потоа да се отстрани дел од глеќта. Нашата цел е глеќта да ја зачуваме. Значи, глеќта, зависно од еден до друг случај, може да биде и до 2 мм дебела. Дел од глеќта отстрануваме, а фасетата мора да се залепи на глеќ, не на дентин, не на долниот слој. Значи мора на глеќ да биде залепена. Да биде, да. Колку време тие обстојуваат на забот? Треба ли да се менуваат? Повторно животните навики и хигиенските навики и професионалните чистења имаат клучен збор за ова прашање. Јас конкретно носам фасети 17 години. Истите фасети. А меѓутоа со добра нега, без пушење, многу малку кафе, тие се уште тука некаде. Денеска би ги заменила, затоа што денесните техничари многу подобро ги работат, многу побава естетика постигнуваат. Меѓутоа, тоа е прашање на време, како и да е. Сакам да кажам, во однос на здравје, орално здравје, тие можат да останат во устата многу долго време. Дали фасетите се ставаат само на предните заби или на сите заби во устата? Фасети се ставаат на предните заби, максимум до петка. На горните заби, на долните заби, затоа што се лимитирани, тие се преклопени со горните заби. Така. Сите пациенти ги интересира, ама сега колку ќе ми се стружи? Сите. Некој ги интересира, некој не ги интересира. Некој сака само бела насмевка и ништо. Меѓутоа, долните заби, затоа што се препокриени со горните, тие мора да се одземе повеќе, за да се направи простор за тој преклоп и загризот да не се компромитира. Значи не е воопшто едноставно, како што навидум изгледа. Бидејќи споменавте лушпи само порцелански. Тие се дискретни вистина, меѓутоа колку е нештото подискретно и фино, толку повеќе внимание бара и од мене, од нас докторите и од забните техничари. Значи тоа е деликатна работа. Од какви материјали се изработени? Секога се керамички овие фасети? Тие се сите керамички, да. Меѓутоа керамичките фасети повторно зависно од дебелината, најтенките што ги видовте и најестетските и најпремиум да кажам во однос на финоста се фелдспат фасетите. Фелдспат керамиката е најчистата керамика. Таа бара многу филигранска прецизност е малку да кажам, затоа што во уште поголема финост се работи во забна техника. Постојат специјално обучени техничари за таа техника, не ја работи секој. И кај нив нема корекции. Значи кај нив мораме да имаме многу посети, Имаме една посета во која што разговараме и ги дефинираме нашите визии и тие на пациентот. Ги спојуваме и даваме налог на забниот техничар на модел од забите на тој пациент, базирано врз слики, фотографии, видеа како зборува, како џвака и слично,
тој да направи едно превју, значи една представа од восок на тој модел. И јас го гледам дали сме тука, дали не сме тука. Ова се тие фелдспатни фасети, не би ни кажале дека исто и овие се, меѓутоа пациентката инсистираше на многу побели заби и овие се фелдспатни коронки. Ова е сосема друга проблематика, меѓутоа од тој материјал. И сега врз база на таа визија и таа представа од восок што ја имаме, ние земаме отпечаток и ја пресликуваме со пластична маса во устата на пациентот. И тој потоа може да се види во огледало, да има појасна представа во 3D, во реално време, на како себе да се ги изгледа. почувствува фасетите како ќе изгледаат од пластична маса. Секако тоа не е толку прецизно како порцеланските фасети, меѓутоа е многу важно да си ја видат димензијата, зборењето, односот со устните, јазикот и слично со долните заби. И после врз база на тој потоа коригиран мокап го викаме, како ќе се преслика, нели? Ние даваме налог за изработка на трајните фасети. Значи, трајните фасети се работат на маса која што може да издржи печење, се дотеруваат, значи затоа викам таа прецизност мора да биде идентична, рачна работа е, не е дигитална како современите модерни и тие ги работиме, меѓутоа ова има друга тежина. Подеднакво се, да кажем, се развиваат и подеднакво се возбудливи да се работат, меѓутоа после печењето тој модел се дезинтегрира и нема корекција. Супер тенки остануваат такви, специјално спакувани ги добиваме. И потоа се нанесува. И потоа се пробуваат, прво па се гледаме. Па имаме посебни палети на цементи со различни бои со кои што повторно можеме уште да влијаеме на бојата. Значи бојата, како што кажав, е илузија на нашето око што ја добива како рефлексија од она на кое што гледаме и како паѓа светлината. Меѓутоа бојата ја дефинира основата на забот, цементот и порцеланот. Порцеланот е транспарентен, доколку збориме за најфините типови на порцелан. Што значи, сето тоа ја меѓутоа постојат методи ние тоа да го пробаме, да го видиме, па да се видиме на дневна светлина, да прошетаме надвор, се враќаме на столче, така? Да, дали сме на чисто со што одиме и тогаш веќе се цементираат. Покрај бојата на забите, се очекува да биде нели бела, исто така тука постои уште еден критериум за убава насмевка, а тоа е формата на забите. Има некои што имаат помали заби, но сакаат да имаат така прилично големи. Дали е тоа проблем ако инсистираат на таква естетика? Да. Може ли секое забало да носи поголеми заби? Ако се природно мали заби, тогаш целиот сет на оваа долна третина на лицето е програмирана за помали запчиња. Меѓутоа, она што почесто го гледаме е дека луѓето со текот на годините ги јабат и ги трошат забите. Неверојатно е голем процентот на луѓе кои што се не се свесни, а шкрипат постојано. Шкрипат кога работат нешто прецизно, шкрипат кога спијат, шкрипат кога дигаат тегови во теретана, шкрипат кога од милост се гушкаат со миленичето или малото детенце, внуче, детенце слично. Значи, тоа се обично оној фидбек што го добивам, кога сум го издвоила, кои се моментите кога луѓето шкрипат. Кога ќе се освестат, има други начини како тоа го третираме. Меѓутоа, таа истрошена забна маса, кога зап од зап се трие, тој е предвиден само 17 минути во денот да е во допир. Горните со долните, само кога джвакаме. Во секој друг дел од времето ние треба велицата да е комотна и да виси. Устните лесно споени. Ако постојано се случува шкрипење, постојат методи со кои што треба да се реконструира буквално целото забало, односно да се врати изгубената маса, да се заклучи вилицата, наместо да лизга во сите правци неконтролирано, да се заклучи во правилен загрез и тогаш добиваме простор напред да ја добиеме висината која што ни треба. Луѓето доаѓаат и го приметуваат само тој момент дека веќе се изабиле предните заби. Меѓутоа, кога ќе видиме изабени предни заби, тоа ни кажува дисфункција на органот за жвакање, кое што бара посериозен третман.
Има ли лица кај кои што не може да се применат овие третмани за белење на забите? Па да, значи при многу млади луѓе, деца, Што значи до која возраст до ова не се 18 практикува? години јас не препорачувам белење и не А се доаѓаат, препорачува. бараат? Бидејќи ми се Бараат. чини дека тие се најизложени на Пред матура влијанието во на средна школа бараат, да. Инстаграм и Ако ќе останатите ги видиш социјални се мрежи. со супер здрави заби, значи само треба малце подобра хигиена, непцата воспалени, тоа е класика кај нас. Значи од 100 пациенти 99 имаат воспаление на непцата. На вака на рендом преглед. Некој степен на воспаление. Не викам дека сите се во бурна фаза, меѓутоа имаат крварење на непцата. Значи тоа е нешто што мора да биде прво примарно здравието. Здравието, така. А потоа не препорачуваме избелување кај пациенти кои што имаат расипани заби, воспалени непца, значи не може да се направи изолација на забот и да се аплицира гел за белење, кој ќе процури, пошто цело време воспаленото непце влажи, не дозволува бариерата да залепи за него и многу се оштетува од геловите за белење. Значи мора прво да се исчистат забите, да се смири воспалението и потоа да се преиде кон белење. Не се препорачува кај заби кои што најчесто заради овие дисфункции имаат ерозии околу забните вратови, имаат како клинести ерозии. Тие се исто така многу осетливи. Тие се осетливи на воздух, на ладно, на топло, а камоли да им се стави активна супстанца за избелување. Така што, од прилика тоа се тие ситуации во кои што не избелуваме. А докторке, се случува ли по избелувањето на забите да се јавува почесто проблем со кариес? Не, тоа е сосема различна. Напротив, хидрогенот има бактерицидно дејство. Како што кажавме, 3% го користиме за дезинфекција на рани, така. Ово е многу појак хидроген. Некој велат ке напукне глеќта, ке си направиш проблеми, немој да чепкаш, здрав зап. Ништо не му прави. Значи тоа само пенетрира низ глеќта и активниот кислород, исто како во прашуците за перење, како во сите активниот кислород, тоа е тој што прави дезинтеграција на пигментираните состојки. И навистина ги избелува внатрешно. Така. Постои уште еден систем за белење кој што не го спомнавме, а зборевме за Значи зборувавме за надворешно побелување, избелување или белење, не знам кој термин точно се користи, на вителни здрави заби, но има и внатрешно. Сега што тоа значи? Тоа знаете што, се сакаме да речеме да направиме естетска реконструкција или на целата насневка или на тој еден заб кој што е потемнет заради лекување на коренот. Од надвор тој нема да се избели. Применуваме многу јаки средства за белење, исто се околу 40% водореден пероксид. Тие се ставаат, има посебен начин како се ставаат, во самиот кавитет кај што порано била пулпата, во средиштето на забот, и се остава 2 до 3 дена. Меѓутоа и тој прави дехидратација. Значи, јас не ги охрабрувам пациентите да го прават тоа повеќе од 2 сеанси. Ние правиме една сеанса, се обидуваме со уште една, во некој случај имаме ефект, меѓутоа знаеме дека сме го направиле максимумот во овие услови во кои што денеска ни се достапни. После тоа веќе мора да се засили со специјални колчиња однатре, стаклени колчиња, веќе не користиме метални. Јас не се сеќам кога сум употребила метални. И значи на естетски начин да се надгради, да се засили забот и одозгоре повторно да добие порцелански. Еден од тие случаи го донесов и на слика тука, каде што е прикажана една соло коронка, кој што викаат незиното височество соло коронка во предна регија, затоа што една од најтешките задачи да се изведе е да се направи еден зап централен. И да не двои. Да не двои од соседниот, тој треба како огледало да биде, ист, идентичен. И баш имаме една слика тука од еден таков случај, кај многу потемнет зап од оздола, поставена коронка без белење, затоа што беше многу стар третманот и беше неуспешно белењето. Има ли интерес? Бараат ли често вакви третмани кај нас? Да, многу.
Да. Луѓето И прво доаѓаат... зашто се одлучуваат? Најнапред почнуваат со ние третмани, предпоставувам, за надворешно избелување? Се зависи, еве го овој случај, значи едниот зап е, еве го. Да, еве. Овој зап со се сите флекички, тие белузлави што ги гледаме уз забниот врат, може да вратиме уште една слика назад, за да се види кога е поставена внатре коронката, како не прави никаква компресија ниту на непцата, а идентичен со другиот зап. Дали ме интерес, дали бараат често и што најчесто одбираат како третман за белење на забите? Се зависи. Значи, прво зависи од во каква ситуација се забите, каква е ситуацијата со бочните зави. Како што ви кажав, најчестата ситуација е да тие дојдат да ги средат предните зави, а немаат идеја колку има проблем, колку проблемот е се опфатен уствари, да. Така што белењето останува како една од опциите. Понатака, овие интервенции како поставување на порцелански фасети, еве во случајов ги гледаме и тие дисфункција со скратени зави во на горната слика и долу со порцелански фасети. Меѓутоа, ние сме тим кој што го започнавме заедно со мојата колешка Даниела Цветановска, орален хирург. Во случајов беше изведена хируршка интервенција за подкревање на непцата, се диагностицира која е причината за малите зави. Во случајов беше двојна. Забите беа истрошени од дисфункција, значи од стегање и шкрипење, меѓутоа и природно непцето е долго и ги препокрива забите. Може хируршки да се подкрене и да се добие една убава забна површина. Во овој случај исто како што гледате на горната слика, ми отиде сликата, забите се кратки, мора да се подкрене непцето, да се открие вистинската клиничка коронка, ја викаме таа, и после тоа да се оди на следната фаза. Но што бара се опфатен пристап. Тоа ни е една од најголемото задоволство. Сеопфатен пристап и индивидуален пристап кон секој пациент. И специјалистички. Значи, повеќе специјалисти работат на еден случај доколку за тоа има потреба. Што доколку се стават фасети, а пациентот и понатаму притиска со забите, шкрипи, ќе се оштетат? Знаете како? Да. Прво, значи бираме друг тип на материјал. Тие најфините фелспатни фасети не се опција во овој случај. Знае пациентот да дојде да каже, ја го сакам најдоброто, најскапото. Не е секогаш тоа за секого применливо. Значи, најпрво ние мораме да ги решиме причините за таа дисфункција. Многу често тие шкрипат затоа што немаат бочни заби, па јадат само на предните. Значи, не може да немаме бочни заби, добро, па само шески ме недостасуваат. Шеските се клучат на џвакањето. Тие се центарот од кој што почнува целиот круг на џвакање да се случува и не може, ако ти немаш шески, да ставиш напред фасети. Многу е ризично. Меѓутоа, исто така постојат, во таа наука за џвакањето, за загризот, за оклузијата, постојат и критериуми за стабилен загриз. Тие критериуми за стабилен загриз, доколку се постигнат, ние можеме да имаме долгорочен успех. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, навистина убаво, детално и јасно ни ги предочивте сите аспекти на оваа проблематика. Ете, оние кои што сакаат да ги избелат забите, ги охрабривте и предпоставувам дека со оваа емисија веќе и ќе знаат кои се нивните опции. Ако не ќе се консултираат со стручно лице. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување и се надевам дека ќе се видиме повторно во Телма амбуланта. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден.